Изминативе 2 дена во нашата установа започнавме со нов вид на третман, тоа е артроскопска хирургија на рамен зглоб. Во принцип станува за вид на хирургија која е минимално инвазивна. Досега сме работели на артроскопија на колено, на скочен зглоб, меѓутоа за прв пат започнуваме во нашата установа артроскопија на рамен зглоб. Индикацијата во принцип за оваа хирургија е кај пациенти кои што се на различни возрасти. Овие 2 дена имавме 5 случаи на возраст од 17 до 73 годишна возраст. 3 од нив беа со застарени повреди после исчешување на рамениот зглоб, кои се повторувале, значи во неколку наврати. И со секое следно исчешување на рамениот зглоб, повредата само се зголемува, станува се поголеми и тоа е зголемува комплексност на случајот. Во однос на патологијата која третиравме, значи тоа беа случаи после повторувачки исчешување на рамениот зглоб. Друга патологија имаше воспаление, значи во принцип на дел од мускулатурата на рамениот зглоб, каде што се врши припојување на дел од тие мускули или состојби после повреди на мускулите на рамениот зглоб, каде што се врши структура и репарација на таа мускулатура околу рамениот зглоб. Она што ја прави сериозна современата ортопедска институција е изнаоѓање на правото решение за прво откривање на проблемот и нормално адекватно решавање на истиот проблем. Откривањето на проблемот е преку диагностичките процедури со кои што мора секоја сериозна институција да се соочи во моментот. Тоа е диагностички процедури, типот на магнетна резонанца, компјутерска томографија, ултразвук и врз основа на тоа потоа навлегување во третманот на тој начин докажани промени. Друго што е новитет во однос на оваа процедура, значи користевме за би рекол за прв пат во јавните здравствени установи вид на импланти, значи тоа направени исклучиво значи од сутури, all suture implant се вика тоа, значи направени од конец кои што се со помал диаметар во однос на оние кои што се стандардно користени. И со тоа автоматски значи имаме помала инвазивност во однос на коскеното ткиво, значи од претходните импланти кои се со големина на 4-5 мм, сега значи ги намалуваме диаметарот на имплантите, меѓутоа тоа не се губи на цврстината на имплантот на 1 до 3 мм, што е дополнителна предност и за самиот пациент, за рехабилитацијата, за можноста за патување, затоа што нема метален имплант во зглобот и слично. Пациентите, значи, постоперативно сите се добри, одлични би рекол, значи болката е комплетно купирана, ден после операцијата ги испишуваме и понатак исто така е битно дека тоа продолжуваме со интензивна физикална терапија, затоа што и тоа е значаен дел во однос на паратомашниот третман на ваквите состојби на рамениот зглоб. Влегуваме во ексклузивниот дел на институциите од ова насока, особено во нашата земја, а и се разбира и пошироко глобално, кои што навлегуваат во суштината на проблемот на рамениот зглоб и го решаваат на адекватен начин.